Од улиците на Струмица до врвот на европскиот и светскиот фудбал, од судиштата на едно дете до фудбалската историја што ќе се памети за секојаш. Ова не е само фудбалска приказна, ова е животна лекција за упорност, скромност и бескрена љубов кон татковината. Во оваа емисија ќе го проследиме патот на Горан Пандев, човекот кој стана символ да надежта и обединувачка сила на еден народ. Ке се подсетиме на неговите први чекори на фудбалот, на годините поминати во европските фудбалски гиганти и незаборавната сезона со Интер, кога буквално освои се, вклучувајќи и фудбалската лига на шампиони. Но на што најмногу ќе го паметиме е моментот кога предводејќи ја Македонија ја внесе нашата држава во историјата на едно европско фудбалско првенство. Со него ќе разговараме за тие мигови на слава, за личните жртви зад успехот, за неговото семејство, пријателите и тимовите кои му го променија животот. Што значи да останеш скромен дури кога светот ти аплаудира, како изгледа животот по последниот свиреш на судијата и што е следно за некогашниот капитен на фудбалската репрезентација на Македонија и голема фудбалска легенда. Разговорот го започнавме за неговата нова улога во Фудбалската федерација на Македонија под водство на новиот председател Масар Омерагиќ и функцијата на Горан Пандев како човек сега дел од раководната структура на куќата на фудбалот. Ти кажем наискрено, среќен сум што сум дел од Фудбалската федерација на Македонија. Благодарност до председателот Масар Омерагиќ што ми ја даде ова шанса едноставно да направиме нешто, да промениме. Знаете дека не чека многу работа, али познавајќи го господинот Масар Омерагиќ, мислам дека следуваат светла идеја за нашиот македонски фудбал. Знам за каков човек се работи, за борец што сака да остави трага во нашиот фудбал. Ние сме овде да му помогнеме, да промениме некои работи и се надевам како тим дека ќе го подигнеме многу на повисоко ниво на нашиот македонски фудбал. Ветува многу работи во иднина, иако за прв пат се наоѓа во ваква улога. Македонија има потенцијал, но треба да се работи, да се има план, да се детектираат проблемите и да се решаваат, а воедно да се создаде и квалитетен работен и тренерски кадар. Играњето фудбал за мене беше многу полесна работа, бидејќи тоа од мал го сакав, живеев за да играм фудбал. Направив една добра кариера, среќен сум тоа што го направив за мене, за мојата фамилија, за цела наша држава Македонија. Оставив добар впечаток и на европска сцена. Тоа ме радува, али сега некоја понова улога, сигурно за мене тоа е ново искуство, бидејќи сум на почеток на таа да кажеме функција директорска, што не е баш едноставно. Сигурно имаме во федерацијата искусни луѓе што ми помагаат, али мислам со моето искуство на меѓународна сцена може многу да придонесам за нашиот фудбал. Како што кажав и на почетокот, со довербата од председателот, се надевам дека во иднина ќе го подигнеме многу на повисоко ниво нашиот македонски фудбал. Скаутингот на сите младински категории ќе биде една од новините на новото раководство на ФФМ и увид на комплетниот квалитет во најмалите категории. Исто така ќе се разговара и со играчите кои имаат македонско потекло и македонски корени, а живеат надвор од државата. Имаме голем потенцијал во младите категории, али мислам дека за мене еден од најголемите проблеми е стручноста околу тренерите во тие млади категории. Сега не зборам лично за Фудбалската федерација, бидејќи во моментот поставивме нови селектори, нови тренери во младите категории. Се работи за луѓе професионалци што сакаат да направат кариера и ова е голема шанса за нив и мислам дека треба да искористат ова шанса ние што ја дадовме. Ние имаме проблем во клубовите низ Македонија, бидејќи се работи за тренери без лиценци, работат и некои други работи. Фудбалот едноставно живеат на стара слава. Да, живеат на стара слава и фудбалот не е во преден план на приоритет, не е се децата приоритет да напредуваат. Ние овде имаме многу голем проблем. Имаме
план да разговараме со скоро сите координатори на клубовите низ Македонија. Имаме веќе по програма што Борче Христов и Ѓорги Христов ја спремија за да можат сите екипи да работат по таа иста програма, бидејќи кога ќе дојдат во националниот дрес да немаме проблеми на едноставно да имаме увид на целиот квалитет и нешто кога ќе го побараме од детето да биде спремно да одговори. Ние сега во репрезентацијата се со работи што едноставно што се работат на 10 годишна возраст, на 11 имаме проблем во репрезентација од 16 до 17 години, али мислам дека тоа со тек на време, со професионална работа, мислам дека тоа ќе се поправи. На целата Африка. Почнуваме, градиме тој скаутинг тим. Знаеме дека таму треба да работат најдобрите. Треба таму да обрнеме најголемо внимание. Зборевме и за децата од странство. Види, имаме голем проблем со многу деца од нас што не сакаат да играат за нашата репрезентација. Јас лично контактирав повеќе од 20 деца, 20 родители и да ти кажам најискрено сум разочаран од односот према нашиот дрес, према нашата држава. Али тоа е. Како причина? Знаеме причина дека децата ако дојдат во Македонија нема да играат после во клубовите во странство. Менаџери сега голем проблем кај овие млади играчи се нивните менаџери, нивните родители да имат преголеми амбиции уште од квалитетот на детето, бидејќи 16-17 години детето не знаеме ние како ќе се развива и докај ќе стигне. Имаме овде голем проблем, како што кажав, едноставно сум разочаран од тоа што не сакат ни да дојдат, да ги видат кај нас условите, да одиграат некој пријателско или кога имаме кампови. Едноставно да проба. Да пробат, али ништо, треба, како што кажа порано и мастер, имавме многу состојаноци, за Македонија треба да игра тој што сака да игра за Македонија. Така е. Ние не може на никој да молиме, ние сме отворени за сите, али не може на сила да натераме некој да игра за нашата. Кој го нема, бидејќи јас мислам дека дресот на Македонија треба да ти биде чест што го носиш, треба да ти биде гордост и не може ние да се молиме, да не оценува, тоа нема никој пат додека сме ние во федерација, нема никој пат да се случи. Така е. Паралела направивме со неговите почетоци, а воедно и се навративме низ времето кога ги имаше своите први чекори на фудбалските терени. Тоа беа други времиња, ние живеевме за... Но Горан сакаше да игра фудбал. За фудбал, да, јас едноставно не спиев за фудбал. И да не го научили се во... Така е. Мене фудбалот ми беше се во животот. Ја кога имаше надпревар на телевизија, пред телевизија 2 сати чекав да почне надпревар. Сега се променија многу работи, знаеме, како што кажав пред претходното прашање, многу менаџери, родители, што скоро по мене не се ни реални, дека прават притисок на деца од 13, 14, 15 години да едноставно гледат во своите деца инсистенција да успее да направи кариера, да стане Роналдо или да стане Меси. Ние едноставно за мене фудбал беше забава. Ја играв по цел ден фудбал и во мало, и во школа, и во Беласица. И случајно тргнува со другарите? Да, тргнав со другарите, почнав на 11 годишна возраст во Беласица и направив една добра кариера. Почнав, знаем, од Струмица, од Македонија, од мало место, па во Италија, во Интер. Не беше, и мојот пат беше трновит. Многу трновит пат, не беше лесен пат, али вербата во себе, дека имав многу верба. Верував дека може да успеам во Италија. Знаеме тој период во Италија како беше серија, многу потешко беше од сега да успееш. Па и финансиите не беа исти. Така е, не беа и финансиите исти. Исто јас отидов во младинската школа на Интер, па на позајмици, али издржав, како што кажав, многу тренлив пат, издржав, верував во себе, едноставно покажував дека сакам да успеам. И по многу неправдени не сум играл во клубот, сум имал проблеми, али сето тоа го оставав на страна. Живеев професионален живот, тренерав многу повеќе од сите италијани, сега да кажам. И едноставно тоа знаев од која дека доаѓам од мала држава, од сиромашна фамилија, семејство од Струмица, од мал град. И сакав тоа едноставно со мојата работа да докажам дека и дечко од мала држава, од семејство нормално, дека може да направи добра кариера. Сонот станува јаве. После Беласица, како младинец, преселба во Италија, поточно во Интер заедно со Аце Стојков.
Свесен и на тие години дека шансата да се наметне е само да тренира и напорно да работи. Сигурно, како што кажав, не беше едноставно, бидејќи од Струмица да идеш во Милано на метропола, знаеме за каков град станува збор, за тим како Интер. Не беше едноставно. Али Како го што примеа кажав, твоите родители? Моите родители Тој тешко, трансфер, сигурно дека да замениш на 17 годишна возраст во странство не е лесно за родителите. Али моите родители едноставно ја знае мојата желба, бидејќи знае колку го сакам јас фудбалот и колку сакам да успеам, и во секоја ме поддржува во се. Мајка ти беше училиште. Добро училиште, секоја мајка, секоја да. Во фамилија знаеме дека на родителите преден план е училиштето. И јас идев на училиште, сакав и да учам, али повеќе сакав топката, да играм фудбал, и кога отидов во Италија ми се исполни детскиот сон, и после сватив кога отидов во Италија дека после се останува на мене. Ако напредувам, ако играм како што треба, ако се понашам како што треба, може да успеш и во Италија. Ми кажува дека додека во тие младински категории додека кога го потпиша договорот со Интер, ден и ноќ си тренирал. Дури си барал и буквално и да ги собираш топките позади головите на големиот Интер во тогашно време, а тогаш и Роналдо ја завршуваше кариерата, ако не се лажам, и играше во таа екипа. Да, тој период беше и Роналдо во Интер. Вистинскиот Роналдо. Да, вистинскиот Роналдо. Видите, кога ги гледаш на телевизија и после некој период идеш и ги гледаш во живо и имаш ти дава шанса да тренираш со првиот тим, бидејќи ние од младинската екипа идавме 7-8 деца тој период со Купер и во првиот тим. Трениравме скоро 3-4 пати во неделата со првиот тим. Едноставно кога ќе почнеш да тренираш со овие играчи што си ги гледал на телевизија, едноставно не си спиел за да гледаш некоја такмица нивна. Кажеш, вау, ти стварно си овде си сега, само останува на тебе за да успееш. Гонењето на топки на Сан Сиро ти е со цел мерака иде во недела да сам се пријавував да бидеме само да бидам блиску доле на теренот, да ги гледам нивните потези, нивната игра, нивниот понашај. Во тоа време ви беа вака на располагање да побарате со ове евентуално да се тој период во Интер да беа и Виери, стварно прекрасни, Адриано, прекрасни личности што многу нивните совети многу не само на мене, туку тој период во нашата младинска школа беше и Мартинс, Паскуале, играчи што после влегува во првиот тим на Интер. Балотели е многу помлад од нас, од таа генерација. Али советите на Виери, на Роналдо, беше Симеоне, имаше Интер, имаше на Купер исто, многу ни помогна. Кој беше човекот кој што ти помогна кога самата адаптација во Италија, да не кажам поддршка во тој период? Види, имавме поддршка, бевме со Аце Стојков за моја среќа и негова среќа, знаеш, кога сте двајца, кога зборете многу подруго, бидејќи првиот година живеевме во интернатот на Интер во базата и знаеш, почнавме со Аце овде, пак во Италија беше многу полесна адаптација. Сигурно поддршката од фамилијата, од моите другари, тој период и од сега што ми е жена Надица ми беше девојка, ми беше најголемата поддршка. Едноставно знае јас колку сакам да успеам, знае мојата желба колку сакам да играм фудбал и мислам дека ова шанса што ми ја даде Интер немаше како да не искористам. Лацио потоа е следната негова станица во професионалната фудбалска кариера. Од блескави моменти со римскиот тим до моментот и проблемите со председателот Лотито. Јас едноставно Лацио почнав од нула. Првата година отидов како позамен играч од Интер за размена за Станковиќ. Едноставно кога отидов во Лацио никој не ме ни вика ова дечко е овде на позајмица. Али кога ми дадоа шанса, ја искористив шансата и мислам дека моите најдобри игри 5,5-6 години во Лацио, моите најдобри партии, најдобрите игри како фудбалер, мислам дека ги поставив во дресот на Лацио. Добро, после Интер тоа кога го освојуваш. Затоа последното прашање беше. Да, а мислам дека моите најдобри игри напред од мојата кариера беше Лацио и благодарение
и на Делио Роси, Делио по Роси. доаѓањето на Делио Роси го препозна мојот квалитет, мојата жртва за фудбалот, бидејќи јас тренеров многу, имавме прекрасна база на Лацио, Формело. Едноставно по цел ден бев таму, имавме прекрасни услови и само треба да работиш за да напредеш, да успееш. Мене ми беше чест да го носам дресот на Лацио, бидејќи во минатото кога гледав какви играчи го носеа тој дрес, за мене беше стварно гордост и одиграв стварно И фантастично. специфични навивачи, притисокот е сосема Да, поинаку. притисокот е голем. Дербито е едно јас сум играл повеќе дерби во Италија, мислам дека Лацио Рома ти е едно стварно најдобрите дерби во Италија и према со публика и натера на теренот имаш голем притисок. Каде настана оној конфликт, куршлост, буквално словотите? Па како што ти кажав, менаџери, трансфери, имав уште една година договорот со Лацио. Но и тоа храбро го издржа. Да, имав уште беше една во година него, не? договор од Лацио. Тој летен преводен рок последната година имав понуди од Интер, имав понуди Севилја, имав Тотенхем и сакав едноставно да ја променам средината, да пробам, бидејќи како што му кажав и на мојот менаџер во Лацио, мислев дека го постигнав врвот и ми требаше друга средина за да можам уште да напредувам, да пробам да освојам некој трофеј, бидејќи со Лацио освоивме куп на Италија после долго време, со една екипа, како да кажам, нормална екипа, не екипа. И пак по твоја заслуга. Да, не екипа, бев таа година кога го освоивме купот најдобар стрелец во купот на Италија и како што кажав, го достигнав врвот и мојата желба беше и Лацио да заработи пари и ја да си идам среќен. Али Лотито, специфична особа, сакаше да го продолжам договорот, да останам во Лацио и овде се искомплицира работите со менаџерите и настана хаос, 6 месеци тренирав сам. Беше најтежок период во мојата кариера, бидејќи знам што дадов за Лацио, едноставно ми беше мака што ме третираат на тој начин предаден, да. Али ништо, издржав машки, како да кажам, и следува повикот од Жозе Мориньо. Да, имавме тужби, имавме големи проблеми во Лацио. Жена ми беше во 7-миот месец на бременост и едноставно тој период ми беше еден од најтешките во мојата кариера, али го истрпив, да, се ослободивме јануари и дојде повикот од Мориньо, ја прифатив и после од 6 месеци да се откажеш од фудбалот, на крајот на сезоната освоивме триплете со Интер. Следува Жозе Мориньо Интер, сезона за паметење и незаборав, легендарната триплета. Видете, малку кога се ослободив од Лацио, малку бех бидејќи 6 месеци, знаеш, кога ти тренираш сам, не е исто кога тренираш со екипа и сам. Ја тренирав напорно, али немав надпревари, немав Друго е тренинг, друго е меч. Така и кога се ослободивме од Лацио, имав и други понуди. Едноставно тој момент мојот менаџер Бранкини во Милано, вака седевме во Милано и се јави Бранка, директорот на Интер и као Горан се заврши работа, дај сака Мориньо да збори со него. Едноставно не чека луѓето ни една минута. Не ми дадоа ни шанса да размислам дека има други понуди за дали да прифатам или не. Едноставно зборев со Мориньо. Мориньо е еден прекрасна личност, човек. Кога го гледаме од надвор е друга личност, кога седеш со него, кога зборуваше сосема друг човек, стварно. Стварно е посветен на играчите. Ни беше како татко, бидејќи на многу други интервјуи сум кажал, овие што не игра најмногу го сака тоа. За мене и до ден денес ми е неопишливо како може, знаеш, ние сме играчи, кога играш стално или не играш, тренерот ти е крив, па чекаш нешто да се деси, немаш резултати да го променат, чекаш шанса да дојде друг тренер па да се докажеш да играш. Едноставно он направи од нас една фамилија. Како што каже, игравме, ги спомнеше на позициите, игравме на многу позиција во Интер, цела колку бев 2,5 сезони, никој пат не ја одиграв на мојата природна позиција, али кога осеќаш дека тренерот те сака, дека цела управа стои позади тебе, навивачите сакаат, ти
За Точно е тоа со ето кога му да, тоа. за нив ќе дадеш и повеќе тоа што можеш да дадеш, ќе играш и бек, па едноставно и да те стават голман, нема како да одбиеш да не играш. Он направи таква хиерархија внатре, направи како една фамилија. Како што кажа, он го обиде ето да игра како крило и кажа ако ти прифатиш да играш како крило ќе освоиме Лига на шампиони. И така и на крајот биде стварно се поработи за голем стручњак, човек што знаеме каква кариера има направено, али за личност стварно е прекрасна личност. И тоа го видовме дури во еден момент, мислам дека селектор беше Чеде Јаневски. Мислам дека се сеќаваш и ти почеток на квалификациите за европското првенство во Полска и Украина. И дебитиравме, мислам дека статувавме со Хрватска и кога даде специјално во хотелот за да те поздрави и тебе и Лука Модрич. И тоа го видовме навистина секој чест. Внимава многу на тие работи, он нема е тешко да фати авион да дојде да ти испочине. Сега во Македонија или нема за него нема таков. Он е таков човек и сака да ги испочитува овие луѓе што стварно со него се биле коректни. И кога ја освоите триплетата, беше свесен за тоа што го направите посебно. Па ви да кажам најискрено дека знаеш тоа те понесуваат емоции, тоа не си свесен што направиш. После со тек на време, тоа сега не играм фудбал и дон денеска кога идам Интер и сите зборат за таа триплета, значи ти си оставил нешто, си направил нешто големо за тој клуб што си запишен со златни букви во историјата на Интер. Знаеме Интер за каков клуб за каков клуб станува збор во Европа и сигурно да влезеш со тие златни букви запишан во нивната историја за мене е гордост. После Интер следуваат Наполи, Галатасарај, Дженова па Парма за крај на својата богата фудбалска кариера. Наполи мислам дека после Интер ми беше прав потек што отидов во Наполи, бидејќи Наполи идеше во нагорна линија, го зема клубот Де Лаурентис, почна да гради млад тим, многу добар тим. И поминав, да ти кажам најискрено, пред 3 прекрасни години во Наполи, бидејќи толку се фанатици за фудбал. Да, они се големи фанатици, мислам дека вакви фанатици во светот не постојат, тоа може и да ти го потврди Елиф Елмас. И мислам дека како што се наполитанците нема вакви навивачи во светот. Сигурно направивме големи работи. На мене ми требаше после Интер, после све што освои со Интер, ми требаше на нова, како да кажам, нови стимули, нов предизвик и Наполи мислам дека беше правото место, правиот клуб што мене можеше да ме подигне уште да напредувам, да сакам да освојувам, да пружам добри партии, бидејќи беше амбиентот стварно идеален за мене после Интер, бидејќи ти кога го напуштиш Интер е едно од за мене 10-15 клуба најдобри во Европа и мислам дека Наполи ми беше прав потек. Веднаш потоа епизодата во Истанбул. Да. Епизодата во Истанбул избрзана епизода, сентименталност, пријатели голем Шнајдер, Муслера беше со мене во Лацио, беше тој период таму, Филипе Мело игравме, се јавија сите заедно, Прандели и знаеш кога 5-6 луѓе што си добар со нив блиски, кога ќе кај едноставно те молат за да идеш и одлучив да имав преддоговор со Фиорентина. И уште една година имав договор со Наполи, ми се чуваше договорот, имав преддоговор веќе со Фиорентина, 4 годишен договор и мислам дека овде погрешив, али големо искуство за мене Истанбул, Галатасарај, еден од најголемите клубови, освоивме шампионска титула, четврта звезда, не знам што, втора звезда, 20-та титула. И мислам дека за мене е убаво добро искуство. Пишаната Италија, се враќаш. Дженова? Па да, требаше уште во јануарскиот преден рок да се вратам во Италија, имав Аталанта, Сасуоло и Дженова. Дженова одлучив за Дженова, немаше место за екстра комунитари, бидејќи бев странец да се вратиш во Италија, требаше некој да го напушти клубот. Се ослободи место во јунија, потпишав преддоговор во јануар со Дженова и чекав само да се заврши првенството и да се вратам во Италија, бидејќи Италија беше мојот втор дом. И за да на крај од играчката кариера, Парма за крај. Да,
последните 5 месеци го заврши во Италија, во Парма. Виде ти кажам, ја играв серија С, трета лига италијанска, и одма од Специја Лацио, Анкона па Лацио, серија Анкона и Лацио серија. И кога дојде повик од Парма, мислев дека е некоја заебанција, шала, дека ме натера, да. И имавме големи проблеми у Дженова, се промени управа, клубот прециози го, раководство со тренери се, и не сакав, знаеш, јас сум карактер што кога гледам дека некој работи не се како што треба, едноставно се повлечам, се тргам на страна, па јас ако сум проблемот, нема никаков проблем, ќе си заминам без проблем. Луѓето од Дженова беа изненадени за мојата одлука да ја прифатам понудата на Парма, али имав уште, знаеш, желба да мисля дека ќе идам во Парма, ќе биде се како што треба, ќе плей-оф, па да влеземе во серија. Никој пат не сум играл серија Б, толку години во Италија. Да. Тоа е, викам, друго искуство. Парма стварно знаеме за каков клуб станува, прекрасни услови, знаеме за каков клуб станува збор. Али после тоа имав, кога отидов таму првиот месец, одиграв 2-3 утакмици, почнав добро, се повредив. Знаете, и кога и ментално не сте добри со глава, веќе у години си видов дека дојде времето да завршам со мојата фудбалска кариера. Сега на клубски план, кога ми направил една ретроспектива, нормално, периодот во Интер не заборавен. Да. Кој момент ти е најдраг, на клубски план зборувам генерално, кој ти е момент кој што сакаш да го заборавиш, кој ти е најомилен погодок што си го дал, и, ајде ќе кажам, од тренерите, кого би издвоил? Па најпрво да почнем од тренерите, сигурно. Со сите тренери сум имал добар однос, бидејќи јас сум, кога сме комуницирали, комуникативен, и сега да зборам за Бенитес или за некој што, како што кажав на почетокот, кога не играш, секој ти се и тренерот ти е крив и сите ти се криви. Или имав почет према сите, го давав максимумот и на тренинг и на утакмица. Сигурно многу големо влијание во мојата кариера имаше најмногу Делио Роси и Мориньо. Мориньо со комуникација, тоа ме научи на многу работи што претходно со другите тренери немав таков отворен однос. И мислам дека овие се два тренери што најмногу ми помогна во мојата кариера. Најубав гол? За голови, види да ти кажам, најскоро имам скоро 100 гола во серија, знаеш, чувството секој гол ти е драг на клубски план. Сигурно голот против Бајер со Интер, кога ги елиминиравме Бајер во осмина финалито од Лига на шампиони, сигурно ми е најдраг гол. Во Лацио имам постигнато многу голови на дерби против Рома, исто со Интер на дерби против Милан. Сега против Реал Мадрид. Сум постигнал 100 гола во серија и многу други голови во Лига на шампиони, Куп УЕФА. Ако збориме за репрезентација, знаеме голот против Грузија, да. Тие се голови или надпревари што вечно ќе ти останат во сеќавање, да. Момент кој што ќе го паметиш на клубски план? Па да ти кажам, секој на посебен начин исто и тука. Посебен начин, дали освојувањето на Лигата шампионите, мислам дека е сон на секој играч кога ќе почне да игра на тоа ниво, кога ќе почнеш да играш Лига на шампиони, секој сака да ја освои. Сигурно врв на најдобар момент во клубска кариера е освојувањето на Лигата на шампиони со дресот на Интер. Символ на македонската фудбалска историја, лидер, капитен, човек кој многу го задолжи македонскиот фудбал. Судбината сакаше токму кога направи пауза од националниот тим да се врати после 3 години и токму се неговиот златен гол во Тбилиси против Грузија ја пласираше Македонија во фудбалската елита, односно на Европското фудбалско првенство, а потоа и на самиот шампионат, на мечот со Австрија го постигнува првиот гол за нашата држава на едно големо надпреварување. Па види, кога почнеш да играш фудбал, како што кажав, почнеш да играш Лига на шампиони, желбата е да го освоиш Лигата на шампиони. Или кога почнеш да играш фудбал од најмали нозе, како јас што почнав до 11 години, сигурно желбата е да го облечеш дресот на твојата репрезентација. Бидејќи знаеме што значи дресот на репрезентација, знаеме кој игра таму, бидејќи за мене репрезентацията беше светост и треба да играт најдобрите играчи од Македонија, треба да играт
за репрезентација. Едноставно на мене ми беше чест кога добивав повик за репрезентацијата, како што кажа, имавме многу и падови и срекни моменти. Тоа е дел се од фудбалот, од кариерата. Ја за среќа почнав многу млад да играм во нашата репрезентација. Поминав многу генерации, многу различни карактери, многу селектори, едноставно на крај, како што кажа, пласманот на Европско првенство беше за мене нешто најдобро што ми се деси во мојата фудбалска кариера. Бидејќи сонував со мојата репрезентација, со мојата држава да се класирам националните на едно големо напорување. Господ сакаше за среќа на мојата фудбалска кариера на клупски план да освои многу трофеи, да направам многу добри работи, али едноставно желбата, тоа внатре што го осеќаш со македонскиот дрес е нешто посебно. Бидејќи играњето за мене во клупски дрес и во репрезентацијата беа два различни моменти. Да, ти играш професионалец и заработуваш од клубот кај што играш, те плаќаат, имаш професионални договори. Еве како што кажеш, променив и многу екипи, никој пат овде еден дрес ти е Македонија и за него едноставно живееш, сакаш, со душа чекав да дојде репрезентативни наступи, да дојдам Собир, да седам со моите колеги, да се вратам да си видиш фамилија. Се сеќаваш на своето деби? Да, се сеќавам на многу надпревари во репрезентација и како да ти кажам, како што кажам, горд сум што на крајот успеавме да идеме на Европско првенство. Жал ми беше што беше во ваква околност ковид, што не може да биде полн стадион, да дојдат сите луѓе да ги гледат на прварите, едноставно како сите што зборуваат, ми се оствари мојот сон да играм на едно големо надпреварување. Што се случи тој период кога Горан 3 години не беше дел од националниот тим, а потоа, некој друг архитекти ги реди коцките, се враќаш во националниот тим? Па видите, јас се откажав од националниот тим и круна на кариера настапот на Европско првенство. Почете према нас репрезентативците не беше на некој ниво како што заслужуваат репрезентација. Бидејќи репрезентативот за мене е светост, треба да го поштуваме, да го негуваме. Не можеме ние да закажеме тренинг овде, а тренираме таму. Беше хаос, немавме свој терен, колку сега што има Фудбалската федерација, имаме камп што таму се знае, таму тренираме и тоа ние шетавме низ терени лоши за тренинг, услови катастрофално. А имавме финансиски од Дали не мислите ти беше и тој период дека ќе се вратиш еден повторно пак во репрезентација? Така е, мислев дека мораше, ја в тој период на клупски план игра феноменално и мораше да дадам знак да се променат некои работи во. Да ти кажам, тие 3 години за мене беа најтешките години во мојата кариера. Ми беше многу тешко кога имаше репрезентативни настапи, а знаеш, не можеш да си далеко, не можеш да помогнеш. Едноставно ми беше тешко. Се променија некои работи, бев во комуникација стално со играчите, бидејќи бевме многу блиски стварно и кога дојде селектор Бошко Џуровски, Илија Најдовски беше директор, ми се јавија, комунициравме, Друлович исто. Сака да се вратам, мислам дека не беше моментот тој период да се вратам во репрезентацијата, се променија многу работи со доаѓањето на Игор Ангеловски, неговата желба со мојот добар пријател Гого Јовчев, дојде во Италија, зборувавме најотворено, му кажав што мислам некои работи, му кажав на почетокот, знаете дека и одма не дојдов на репрезентативниот план да видиме како ќе се одвиваат работите. Се појавив на 2-3 настапи, видов дека работите одат во нагорна линија, дека стварно сакаме да направиме нешто. Се промениле доста работи во репрезентација, да. Условите. И да, имавме спојна младост и искуство, фалеше само тој, како што кажам, мрме мој окей за да бидат работите да тргнат на уште подобро. И едноставно не можев да кажам не, да се вратам, верував во некои работи, знаев за каква генерација станува збор, за од млада генерација, дека доаѓаат стварно талентирани фудбалери, пред се прекрасни личности, деца што и денес се носители на нашата репрезентација и мислам дека се вклопија многу работи, се вклопија коцките и на крајот сите заедно се радувавме. И голот во Тбилиси? Голот беше шлак на
Сето тоа. на сето тоа што претходно се дешаваше Се со градеше. репрезентација, што се градеше. Бевте свесни во тој момент што направивте? Да ти кажам наискрено, не бидејќи Славија беше низ Македонија, имаше ковид, луѓето пак излегува надвор, славевме, ја бев на допинг. Јас стално така, и Лига на шампиони освоивме на допинг. Бевав гол со Грузија, не да се редовно собликувала пак на допинг, али после кога ќе размислиш некој период, стварно сега дека си направил нешто големо, кога ќе ги видиш луѓето срекни, од тоа нема подобро. Не беше важно кој ќе постигне гол, али мислам дека некои работи се вклопија. Ја кога постигнав гол, во мене знаев дека надпреварот ќе заврши така 1-0, дека така ни е пишано да со мојот гол да се пласираме на европско првенство, и мислам дека Господ ми врати за тоа се што сакав да направам за Македонија, што го дадов за Македонија, и бидејќи знаеме, ти знаеш, најдобро долги години работиш и со фудбал во Македонија, знаеш дека ние имавме многу лоши моменти отколку добри моменти во нашата репрезентација. Знаеме на какви критики ја се бев насочен. Игра добро Лацио, игра у Македонија, не игра како што треба. Има 2 милиони селектори. Браво. Не, тоа на мене никој пат не беше никаков проблем и критики тоа се, али голот во Грузија направи пласмот на европско првенство. Па и за среќа првиот гол на европско првенство. Да, тоа сакам следното прашање беше. Можевме подобро да мислам подобриме. дека можевме претходно, али нашиот менталитет си го направи своето. Биде како што напоменав јас. Проблеми. Многу проблеми околу федерација, проблеми со претседателот, требаше промена на селекторот. Знаеш дека ние сме македончето е родено да ставно да идеме со проблеми, да не биде како да бидеме срекни. Тоа некои се направија некои работи, некоја лоша атмосфера. И жал ми е за тоа што се направи, бидејќи бев уверен дека можеме да направиме многу повеќе на ново европско првенство. Како што кажав и порано, нагласував дека ова е за мене најдобра генерација на фудбалери што е имала македонската репрезентација. Не дека и порано сме немале, али како склоп на репрезентација мислев дека беше најквалитетна, и тоа го докажа со резултатите, и еве сега и последните резултати докажуваат дека стварно се работи за квалитетни играчи. Што мислиш за моменталните резултати? Ова е супер. Година дена без пораз, одлично котираме, добро тргнавме во квалификациите во Лигата. Да, имаше турбуленции на почетокот, кога дојде Милевски, имавме некои недобри резултати. Таа негативна атмосфера се одрази во националниот тим меѓу децата, бидејќи овие се ги познам лично карактери деца што стварно се многу добри, и кога знаеш, ние сме сите различни карактери, некој тоа го погодува и не може на терен да го даде тоа што сака да го даде. Моето заминување, моите проблеми со федерацијата ги знаеа сите, и едноставно дечките не веруваат зошто така, и се десе се случи некои работи, да. И еве сега резултатите последната година играме супер. Се супер добри резултати, пред резултатите и како што кажам и боговите молчат. Так. Знаеме дека резултатите на репрезентација се најважни. Играта се заборува, резултатите се враќа и Горан, играме на бодовите. европско. Горан во структурите на ФФМ, дали ќе играме на свет? Дај Боже да биде така. Има уште надпревари, а репрезентација стварно добро има сега, имаме супер атмосфера, позитивна. Тоа и претседателот го направи и со посета на секој тренинг, поддршка на секој натура. Мислам дека сега не дека е масар, ти кажам наискрено, јас сум и на него лично сум му кажам, никој пат не е било претседател да дојде на тренинг, да дојде пред утакмица, да збори. Едноставно неговиот однос, и бидејќи ги познавам многу малку од дечките, али неговиот однос му е другарски. Тоа нашите репрезентативци го чувствуваат, го гледаат, и едноставно, како што му кажав, ја 20 години бев во репрезентација, не видов ни еден претседател тоа да дојде 2-3 дена на тренинг, да те гледа, да зборува, да немаш некои проблеми. Тоа едноставно, он има почит према сите, и мислам дека градиме нешто што... Имаме моментално лидер во репрезентацијата, бидејќи генерално ние како колектив сме екстра. Да. Па сега да ти кажам дека долги години не бев, колку 3-4 години, 4-5 години не бев присутен внатре. И знаеш, кога си од надвор, друго ги гледаш работите, кога си внатре
сосем се Поинаку. да поинаку работи. Сигурно дека имаме лидери и затоа и последните резултати се тоа. Барди, знаеме за Алиевски, Столя Димитриевски, тие еден од најголемите лидери. Знаеме дека овие 4-5 играчи ја Се држат тие цела го така, го држат цела група внатре и Нормално, Елиф. дечките така. Елиф ти овде, Елиф. Да не ги забораваме сега. Да, и да не ги спомнам и другите. Миевски овде се Сите со свој допринос. Да, ама Столе, Барди, Џани, Елиф се играчите што стварно гледам дека се го стигнале нивото на да бидат лидери и сум среќен за нив бидејќи они тоа го заслужуваат и се надевам дека ќе се израдуваат да идеме на едно големо како светско првенство, да. На крајот од нашиот разговор зборувавме за квалитетот на првата македонска фудбалска лига и фудбалскиот клуб Прера или од почетокот на формирањето на фудбалскиот клуб Академија Пандев. Промените во Академија Пандев се промени бидејќи знаете дека клубот е акционерско друштво и моите акции ги на берза во Македонија ги продав на Брера Холдинг. Во клубот сега има нови луѓе што одлучуваат за се во клубот. Ес едноставно се тргнав на страна последните години бидејќи имав обврски према Интер, работев некои со Интер Академија, Интер ти во Лига на шампиони, поканата од Масар во фудбалската федерација, едноставно се тргнав на страна, оставив на луѓето сами да си одлучуваат. И јас ја отворив оваа академија, мислев дека многу работи ќе се променат во нашиот фудбал, или едноставно нашиот менталитет е тежок. Ние направивме резултати, имаме многу деца во младинските категории, во младинската репрезентација, али како да кажем, едноставно до овде и не можеме ништо да идеме поскалило погоре и мислам дека нашиот менталитет е најголемиот проблем бидејќи луѓето се задоволуваат со до овде, како што кажеме и толку. Како да кажем, сакав мојот карактер, моите волја за работа да ја пренесам овде, али не успеав во тоа што ми е многу жал бидејќи дадов многу, сакав да помогнам на нашите овде деца, на нашите тренери да направат со моето искуство, али едноставно работите до овде и да сакаш нешто повеќе да направиш, да бидам наискрен тешко. Да, кога имам слободно време ги гледам на преварите. Види, ние квалитетот е тој што е. Нашата лига не е, бидејќи знаеме колку екипи се борија за испаѓање, колку екипи се борија за шампионското, значи нивото, квалитетот на лигата е скоро изедначен. Проблемот има во инфраструктурата. Нашиот најголем проблем со години е инфраструктурата во Македонија, што и прва цел кога дојде како председател Омер Агич е да ги поправиме условите инфраструктурата и мислам дека со помош на државата, со негова помош можеме да ги промениме работи, бидејќи не кажам дека нема квалитет. Квалитетот е тој доста играат странци со не добар квалитет. Имаме проблеми, гледаме нашите екипи во Европа како поминуваат, тоа се одраз на квалитетот, али мислам ако ја поправиме инфраструктурата, квалитетот, како што кажав, треба да обрнеме многу повеќе внимание на младите играчи, да и се дава повеќе шанса на младите играчи да се верува во нив и мислам дека може да се подигне нивото на македонската лига. Али прво треба да ни биде инфраструктурата, бидејќи нашите се ужасни услови. Да тренираш на терени, како да кажем, не погодни за тренинг и мотивација и квалитет не е исто. Во недела да играш на терени, ако не дај Боже да заврне голем дош и многу доши не може ни да се одигра на преварите, да не зборим и за снег и за други работи. Затоа период треба да ни биде инфраструктурата. На крајот од вашиот мандат, се надевам дека долги години ќе се задржите во македонскиот фудбал. Што ќе биде онака финален резултат или ваша сатисфакција од работата во федерацијата? На крајот со што ќе бидете задоволни како комплетно раководство или како Горан Пандев? Па види, годините, дали утре ќе си идеш или дали ќе си идеш после 2 години, за нас не е ников проблем. Ние сакаме, како што кажав, да промениме многу работи. Сигурно првиот, како што кажав, инфраструктурата, да оставиме терени, да оставиме
наследните генерации нешто што по нашиот да тргнат по нашиот пат. Сигурно првата цел е Предлога. да, и втората е младинските категории да играат најдобрите деца, со нив да работат најдобрите тренери. Тешко е, видите дека имаме стварно притисок од родители, од менаџери, тоа пробуваат сите да моето дете да помине не преко мене, преко тебе, преко трет, преко тоа, али тоа се со тек на времето мислам дека можеме да го решиме, да и даеме до знаење дека и на родителите и на менаџерите дека Само најквалитетните ќе. во репрезентација браво треба да играат најквалитетните деца. Можеби резултатите ќе бидат полоши од што беа порано, бидејќи тоа е фудбал и да играат најквалитетните ти може да немаш резултати да изгубиш, тоа ти е, али мислам дека со тек на годините 2, 3, 4, 5 години дека резултатите ќе се дојдат само по себе. Ако се движиме по истиот пат, ако играат најквалитетни деца, ако работат со нив најквалитетни тренери, ако имаме план, програма како да се движиме во иднина, ние работиме на тоа. Има луѓе како што каже Борче Христов, Шакириев внатре, имаме доста луѓе искусни што се били во странство, го знаат и моментално сите деца во Македонија, бидејќи Христов работи веќе многу години во младите категории, има големо искуство и со родителите и со децата. Јас сум во странство, сигурно не ми е познат тој дел од младите категории, али доста надпревари гледав овие 3-4 месеци. Имам скоро иста визија како него за деца кои како напредуваш, и мислам дека со правилна работа може да го подигнеме нивото на нашиот младински фудбал, и тоа е моја лична сатисфакција, цел да оставиме фудбалот во иднина да играат најквалитетните деца. Не зборам за репрезентација, бидејќи како што кажеме, јас се откажав од репрезентација поради други работи, поради менаџери, против лоши услови. Да, не може оваа репрезентација да не играе најквалитетниот или тој што заслужува. Со ети тоа треба да тргнеме на страна, бидејќи за Македонија треба да играат. Бразил. Така е, треба да играат најквалитетните и така треба да биде. Горан, ти благодарам што издвои време да поразговараме. Ништо друго не ми преостанува. Се надам дека она што го имаш постигнато како играч ќе продолжи во иднина како дел од Фудбалската федерација на Македонија, и дај Боже да има уште многу успеси и резултати во иднина. Ви благодарам и на вас. Чест ми беше што поразговаравме за фудбалот и се надам дека се видиме во друга прилика.